Во Македонија постои една академија на науките и уметностите. Дециден е денеска на пресконференцијата премиерот Христијан Мицкоски по објавата за можно формирање на Албанска академија на науки и уметности. Ставот на ВМРО-ДПМН во владата и на академиците од различни етнички заедници е јасен дека во Македонија постои една академија на науките и уметностите. Јас не би сакал парите на граѓаните да се трошат за невладени организации. Повеќе би сакал да видам да се трошат за инфраструктурни проекти, за нови училишта, за нови градинки, за нови булевари, спортски објекти, паркови, да креираме услови оние млади кои што ја напуштија, и албанци, и македонци, и останати нашата држава да се вратат назад. И тоа се темите на кои што јас сакам да разговарам. Мицкоски на прашањето дали ова ќе влијае на сегашниот однос со албанскиот коалиционен партнер е следниот. Не очекувам никакво негативно имплицирање, никакви негативни ефекти. Нашиот став е принципиелен. Јас тоа го кажав во многу наврати во минатото и преку пораки во јавноста дека етнички и национални теми не се мој приоритет. Мој приоритет како претседател на оваа влада е да го направам вам, граѓаните, подобар и поквалитетен животот. Со тоа што ќе се трошат пари на граѓаните, на невладени организации, кои што ќе се представуваат како што мислат да се представуваат, нема да ги донесе младите албанци онаму каде што ги сретнам во македонската амбасада во Берлин, ниту на аеродромот во Франкфурт, ниту пак било каде што бе во Европа. Туку ќе ги донесе подобриот живот и подобрите услови за живот овдека. Тоа е моја цел. Во однос на евроинтегративните процеси на Македонија, Мицкоски изрази голема доза на оптимизам. Морам да признам дека имавме исклучително квалитетна посета во Берлин. Имавме посета која што ме направи поголем оптимиста отколку што бев пред посетата. На маргините за време на работниот ручек, но и другите состаноци кои што ги имав таму, гледам дека има иницијативи кои што ги спомена и самата министерка Бербок на пресконференцијата после средбата со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. И мислам дека сето она кое што таму го водев како разговор, кое што го добив како порака кое што го испратив, има додадена вредност ако се спореди со состојбата пред мојата посета таму. Во интерес на разговорите и во интерес на очекувањата кои што ги имам во иднина како ќе се развиваат работите, не би сакал јавно да споделувам детали, но сум поголем оптимиста, многу поголем оптимиста отколку што бев пред да се случат средбите на самитот на Берлинскиот процес, но и билатералната средба која што имам со канцеларот Шолц.